Значи, доколку не дојде до брз, итен избор на главен државен ревизор, доколку сето тоа не најде повторно на слух кај оние кои се надлежни, законодавниот дом, комисиите и пратениците, не би сакал да ги редам, ние се соочуваме де факто, условно кажано, со законско престанување на нашето работење. Не можеме законски да работиме. Зошто? Нема да бидеме во можност да реализираме и тековната годишна програма до крај. Значи, зборувам за годишната програма 2019 година. Зошто? Затоа што сите ревизорски извештаи кои се направени после 4 октомври и на кои им завршува ревизорската фаза на конечност, не може да бидат доставени до субјектите без да бидат подпишани од одговорното лице. Значи, не може да бидат доставени ниту до надлежните институции кои ги информираме, тоа се собрание, влада и други тела кои одговараат, ниту пак можеме тие конечни ревизорски извештаи да ги направиме да бидат транспарентни за јавноста. Тоа е еден од проблемите. Вториот проблем, де факто не можеме да донесеме годишната програма за работа за 2020 година, иако на високо професионално ниво ние работиме на нејзино креирање. Значи, предлозите согласно нашите критериуми доваѓаат од ревизорите, од јавноста. Знаете дека и вие новинарите имате удел во еден од критериумите дали некој субјект ќе влезе во годишната програма или не. Ние сме подготвени со нашите кадри кои знаат тоа добро да го изработат, на новиот главен државен ревизор да му дадеме готова годишна програма за 2020 година. Меѓутоа, без негово назначување нема кој да ја донесе програмата. Законот го детерминира тоа која носи годишната програма и која добро. Втора работа, не сме во можност да ги исплатиме нашите режиски трошоци. Знаете на што мислам, да не одам до крај пластично, ќе останеме без струја и без вода. Во овој момент, согласно нашите финансиски раководители, кои исто така во отежните услови ја вршат својата работа и ни ги презентираат податоците, ние имаме веќе доспеан долг од 1.200.000 денари за плаќање. Веќе имаме премолчено најавување на некои тужбени барања кои знаете како ќе оди кај нас преку извршители и така натаму. И исто, последно, меѓутоа не помалку важно од другите, самите ние вработени не сме во можност да ги оствариме и најосновните права од работниот однос. Тоа се правата на плата, на пензионирање, на боледување, на здравствено осигурување и така натаму. Тоа сето доведува, почитувани представници на медиумите, до една целосна блокада на Државниот завод за ревизија како врховна ревизорска институција, нешто кое низ нашите контакти многу ретко се случува, да не речам дека можеби ние сме нонсенс, врховна ревизорска институција да остане блокирана и да не може да работи од разноразни причини. А има 197 членки на Интосај.